I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ajde, probajte, ne gi slušajte emisijite na Milenko Nedeljkovski na Radio Slobodna Makedonija. Go ahead. Make my day. Na početok na ovija emisiji, odnosno ova emisija prva za 2017. godina, prvo imam jedna dilema, prašanje, pa ako sakate može narečeti i kritika do mojite sograđani i sonarodnici. Imena koga odime vo stranstvo, koga patuvame, po nije luge što odele i ima mnogo takvi, bez zazika su kako vid na prevoz, sve koga ši im je simpatičan delod da nas gradite, kukite, balkonite, prozorcite, niz gradovite vo Evropa, bez zazika vo koja država se navodjat ima obeseno znamenja. Znamenja na državata vo koja ili teritorijata, da kažeme, ako je, da primjerno, nekoj del, Baskija ili taka, Savoja, toga što ima i među drugoto i znameto na Savoja, ili pa ima tije što se nekoj stranski studenti ili dojdeni tamo da rabota, go ima ti znameto na svojata država, od kaj što došle, bez razlika da li je ta država od Afrika, da li je ta država od Azija, bez razlika od kade. Međutim, najmnogo gi ima znamenjata na državata od kaj i, da kažem, ima i onakvi znamenja na navivači na Barcelona, na Roma, na Juventus, na Bayern, na Chelsea. Сега ние дойде времето кога ние мораме, ако ништо друго, да покажеме дека си го сакаме нашето знаме. Да покажеме дека си ги сакаме боите на тоа знаме. Символот што тоа знаме го дала. Да покажеме дека сме сплотени под едно знаме. Да повторим, да подсетам дека американците велат дека се one nation under a flag. Под знамето се една цела нација. Па така да, еве гледам, Јанко Илковски се постираше фотографија каде што на својата куќа на делот, некој прозор тамо, балкон, има постирано знаме, па вели тоа не е некоја баш многу популарна работа во моје мало. Тоа вели он. Еве јас ставив знаме во аеродром, гледам аеродром многу листиче, па и сите карпоши, mnogo retko ima zname koje visi od nečiji balkon, nečiji prozorec, nečija terasa, znamena našата država. Organizatorite na ovija veke 10-dnevni i poveće prošetki, ne bi gi narekol ni demonstracije, oti ne se demonstrira, tuku samo se dava jedna sila, narodna sila na idejata дека нема продавање на унитарности на јазикот во оваа држава, повика да се обележи државата, обележат градовите со знамењата. Јас да кажеме, ајде на тамо кај што живеам, меѓутоа и својот автомобил го ставив со две знамења, со шал и така натаму. Еве денес одам низ градот, во сите делови од градот, и оние да ги наречем што се попроблематични, Чаир, Топана, Рачиново, Инџиково, Сингелич, односно сега Ченто и така натаму. И има многу луѓе кои ме преминуваат со аутото, свираат и покажуваат така со прст знак на одобрување, на победа и така натаму и така натаму. Меѓутоа, она што ми остави впечаток дека има исто така многу луѓе кои гледаат со чудење или дури со страф. Што бе па сега ти си го стајал знамето на автомобилот или во случајот на Јанко, да кажеме, на зградата или зошто е, иако овдека пред студиото на Радио Слободна Македонија гледам многу сега девојки, жени, господи со чадори жолти, црвени и жолто-црвени, како знамето на Република Македонија, што е навистина една преубава гледка. Преубава така. Ја полни душата, го полни срцето. Па прашање е за сите, зошто не го обоиме градот, или градовите, или државата со такви знамења, на институции, на приватни фирми, во дворови, на патарина, на фарма. Јас да кажем имам знаме на фармата, имам знаме на колата, имам знаме на куќата, имам знаме на станот, секаде имам знамења ставени. Да се знае на која територија се оди и каде се припаѓа. Зошто не го обоиме градот? Толку ли сограѓаните или добар дел од сограѓаните се плашат
Значи, две прашања. Дали се плашат од евентуално поставувањето на знаме, па некој да не им пререче, тоа е број 1, или број 2, не го сметаат за свое. Па може им одговара некој друго. Со двоглав орел, или тробојка со петокрака, некој друго знаме. Значи, не можам никого да натерам на сила, на човек можеш да му земеш, не можеш да му дадеш. Меѓутоа, сметам дека кон оваа држава, оваа самостојност, меѓутоа и огромните жртви што нашите предци ги имаат дадено за да оваа држава сега постои, ние сме должни да ја обележиме оваа територија, да ја обоиме оваа држава и да го славиме знамето на оваа држава. Оти не може да го обесиме јазикот, кој исто така е под удар. Под удар е јазикот, знамето, химната, грбот. Она што можеме секојдневно да го вееме е знамето на Република Македонија. Не повикувам, не терам никого на сила, само поставувам една дилема. Зошто за 200-300 денара помало, поголемо, средно, мало, со јарболче, без јарболче, знаме не се земе и не се стави на прозорецот? Дали тоа ќе го направат тинејџерите што се дома, или ќе го направат бабите и дедовците, или главите на фамилиите, сеедно, или сите заедно? Редно е нашето знаме да се види дека е наше, да се види дека ние си го сакаме нашето знаме. Знамето на Република Македонија. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде, пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day.